Денес ќе прозборам на почетокот 2 минути за една глупост прво, а потоа останатите повеќето минути за највисоката мудрост, која што воопшто постојала во светот. Се разбира, веројатно ве интересира глупоста. Вчера беше најглупавиот празник во Република Македонија. Јас се сеќавам, кога го прашав поп Ивица Тодоров, добро, каква врска има, зошто петокот се прави неработен ден, кога Педесетница, Духов ден е во недела, па по некоја логика, понеделникот треба да биде празникот, а не петокот, кој што е пред задушница. Дали оваа влада, значи, го почитува христијанскиот празник, или претпоставува дека македонците се жители на Карибите и имаат зомби религија на почитување на духовите, на умрените. Неговиот одговор беше: мене цел ден устата ми се исуши, грлото ми исуши да им кажувам на луѓето дека духов да нема врска со духови. Се разбира, еден поп не е доволно да се искорени децениско суеверие кај еден народ, кој што навистина, може би поголемиот дел од народот се уште не знае каков празник е Духовден. Или со библиското име Петдесетница. И на кој дух упатува тој празник. Меѓутоа, оние што читат Библијата знаат на кој дух упатува. Како можеме да го наречеме тој дух? Како е наречен во Библијата? Како е наречен тој дух во Стариот Завет, а како е наречен во Новиот Завет? Во Стариот Завет е наречен Божиот дух. А во Новиот Завет Светиот дух. Светиот дух е толку битен, што се споменува во вториот стих во Библијата. Кој се споменува во првиот стих? На почетокот, значи, Господ Бог ги создаде небото и земјата, значи Бог е споменат во првиот стих, а веднаш во вториот стих е споменат кој? Земјата беше неоформена и пуста, имаше темнина над бездната и Божиот дух лебдеше над водата. Во првиот стих е споменат Бог како создател на небото и земјата. И веднаш во вториот стих е споменат Божиот дух, неговиот дух. Зошто е споменат Божиот дух толку рано, веднаш, на самиот почеток на создавањето? Да, на кој начин? На кој начин Божиот дух учествувал во создавањето? Значи, Отецот заповедал, Синот создавал, ја извршувал таа заповед. А која е задачата на Духот во создавањето? Ке се подсетиме на еден стих во посланието до Галатјаните. Ке отвориме посланието до Галатјаните, 3 глава. Апостол Павле тука зборува за еден контраст. Се уште се сеќаваме на посланието до Галатјаните, која што беше предмет на проучување на библиска поука пред година и пол. Дваесет и првиот стих.
Па така, законот противен ли е на Божите ветувања? Никако. И се внимавајте ова реченица. Зашто, ако беше даден закон, што ќе можеше да животвори, да оживотворува, тогаш на вистина оправданието ќе произлегуваше од законот. Апостол Павле ме гласува еден едноставен факт, а тоа е дека законот, ниту еден закон, па ни Божиот, не може да оживотворува. Тој може само да убие, да екзекутира, да погуби. Во најдобар случај да поштеди некого што не заслужува смрт. Пример, праведникот. Меѓутоа не може да оживотвори. А кој може да оживотвори? Духот. Псалмистот вели, го даваш својот дух и тие, еден куп созданија кој што ги набројува, оживуваат. Пред тоа вели, го повлекуваш својот дух и тие умираат. Духот е тој што оживотворува. Божиот дух е тој кој што дал биолошки живот на созданијата кои што биле создадени да дишат. И духот е тој кој што може да го оживе и духовниот живот. Од грешникот да направи светец. Духот е тој кој што го дава, она што зборувавме пред 2 саботи, вечниот живот. Кога веќе ја споменав таа проповед, се сеќаваме една едноставна формула што ја споменува апостол Јован во своето прво соборно послание за вечниот живот, кој што верниците веќе го имаат. Не треба да ја чекаат смртта на телото за да влезат во тој живот. Или било кога подоцна. Која е таа формула на апостол Јован? Кој го има? Како вели тој? Синот Божи има што? Живот. Кој го нема Синот Божи, нема живот. Колку едноставно, колку вистинито, колку прекрасно. Не е воопшто голема грешка ако рековте Духот наместо Синот. Бидејќи на кој начин можеме да го имаме Синот, кој што сега не е физички тука меѓу нас, и кој што никогаш не бил физички пристоен во светот од денот Педесетница, поточно од Спасов ден, да речем. Кога се 10 дена пред Педесетница, кога се вознел, само преку Светиот Дух. Затоа вели апостол Павле во првото послание до Коринтијаните, првиот човек е земјен од земја, а вториот човек е кој? Господ од небото. А потоа што вели? Да отвориме таму. 1 Коринтијаните 15 глава. Колку мене од вас имаат Свето писмо со вас? Тука имам еден вишок. Дали некој сака да има Свето писмо додека ги читаме овие текстови? Дали некој му фали Свето писмо и сака да го има во моментов? Груевски, тебе те фали нешто? Да му кажеш на праточети дека празникот треба да биде у понеделник, а не вчера, за духовите. Ти кажи му онака приватно, иначе. Прво послание до Коринтијаните, 15 глава. Хајде ке почекаме. Гледавте? Прво послание до Коринтијаните, 15 глава. Ја најдевте?
Дали сите ја недовте? Повеќе не слушам листање на страници, значи би требало сите да ја недовте, така? Не можем да кажам ја страници, бидејќи не знам каков превод имате пред себе. Значи, јас го цитирав 47 стих, кој што вели првиот човек е од земја, земјен. Вториот човек е Господ од небото. Меѓутоа, што беше кажано пред тоа? 45-тиот, па така е и напишано, првиот човек Адам стана жива душа. А на кој начин станал жива душа? Да направиме една мала дигресија. Значи, Битиев 2.7. Господ го создал човекот од прав земјен и му вдахна дух животен. Праведниот Јов го кажува истото таму во 14 глава од неговата книга, додека е Божиот дух, вели, во моите носалки. Од духот Божи зависи животот на било кое создание. Биолошкиот живот зависи од Божиот дух. Како што рече псалмистот. Но од истиот дух зависи и духовниот и вечниот живот. Значи 45 стих. Па така и напишено, првиот човек Адам стана жива душа, а последниот Адам што? Животворен дух. Апостол Павле тука зборува за Христа после неговото воскресение. Бидејќи пред тоа зборува за духовното тело. Христос кога воскреснал од мртвите имал вистинско тело, опипливо тело. Како што самиот рекол, месо и коски. Фатете да видите, месо и коски. Не сум дух, не сум фантом. Бидејќи учениците мислеле о тие дух. Меѓутоа, тоа тело е наречено духовно тело. А самиот Христос е наречен животворен дух. Е сега зошто? Дали тука постои мешање помеѓу Синот и Духот? Мешање на нивниот идентитет? Јас не би навлегувал во ова прашање, иако има мнозина кои што навлегуваат. Но тоа не е ни целта на нашето предавање. Да поставиме едно друго прашање. Значи, ова нека биде прво прашање, каква врска, која е врската помеѓу Божиот Син и Светиот Дух? Пророкот Захарија ни беше добар вовед во оваа тема. Но прво да поставиме едно друго прашање. Зошто Светиот Дух секаде во Стариот Завет е наречен Божиот Дух? Во кој смисол е тоа Божиот Дух? Дали Бог има дух? Дали вие имате дух? Имате? Се разбира. Не сте само тело. Дали Бог има дух? Не само што има, тако, како што рече Исус, самиот Бог е дух. Повторно разговорот со Самарјанката. И колку славна стана оваа блудница поранешна. Во тој единствен разговор со Самарјанката толку битни доктринални вистини се кажани во Светото Писмо. Зашто Бог е дух. И вистинските поклоници, оние кои што му се молат, кои што го обожуваат, кои што го слават, во дух и вистина треба да го слават.
Се разбира, Господ не е само дух. На друго место е речено дека е оган кој што изгорува, уништува. Значи, славата на Отецот е толку голема што никој освен Божиот Син не може да ја... Јас дори верувам дека шекината, она што го гледаат ангелите од надвор, дека тоа не е тоа. Тоа е само нешто како сонцето, вистинската сила на сонцето е длабоко внатре во јадрото, каде што се милиони температури. А ова што е од надвор неколку илјади степени, тоа е само обвивката што го држи тој нуклеарен реактор да не се распрсне таа енергија во просторот и да уништи се што постои. Затоа јас верувам, тоа е моје лично убедување, дека онаа слава што од надвор се гледала, но на која што никој не смел да и пристапи, дори ни најславните херувими, кои што ја засолнуваат, е само нешто од надвор. Вистинската Божја слава, вистинската Божја суштина е нешто скриено од таа надворешна обвивка, нешто внатре. Кога тоа би се открило, јас верувам дека целата Вселена би била уништена. Божјата суштина е нешто скриено внатре. Да одговориме на прашањето, зошто Духот е наречен Божји Дух? Повторно Евангелието според Јован е она место во Новиот Завет кој што најмногу зборува за Светиот Дух. Се разбира, и другите евангелисти го спомнуваат. Например, сите три синоптички евангелија, Марко, Матеј, Лука, ја спомнуваат хулата против Светиот Дух, како неопростлив греф. Не ги пропуштиле тие Христови зборови, според кој Светиот Дух е побитен за нас луѓето. Светиот Дух е побитен од самиот Бог Отец и од Синот. Зошто? Исус вели, каква и да е хула, дори и хула изречена против Бога и против Синот, ќе им се простат на луѓето. Но хулата против Светиот Дух никогаш нема да им се прости, ниту во овој, ниту во идниот век. Интересно. Зошто? Значи, најопасна работа е да похулите на Светиот Дух. А зошто? Ако похулите на дури да се толку расипан тип, комуњарите знаеат да бидат такви, но не се само тие. Значи, директно да пцуете по Отецот и по Синот, толку гнасно беззаконие. Знаете, во Стариот Завет таква работа се казнувала, знаете со што? Со што? Да, со каменување, со смрт, со сурова смрт, да се похули на името Божие. Кога таа заповед би се спровела во цела комуњарска Југославија, од незините 20 кусур милиони, не знам колку беа, ќе се сведат можеби на 2000 души. Меѓутоа, значи, и да направите толку гнасно богохулство да изречете, тоа може да ви се прости. Зошто? Изречено против Отецот или Синот. Се разбира, комуњарите ја пцуја и Богородица и не знам што, и начело со нивното божество, масонот од Виена, Јосип Брос. Ако похулите на Отецот и Синот, може да ви се прости затоа што кој е тој што ќе направи да се покаете? Кој е тој што може да ве доведе до покаяние? Светиот Дух. Но ако похулите на Светиот Дух, кој ќе ве доведе до покаяние? Кој може да го смекне вашето срце? Никој.
Сега, што значи да похулите на Светиот Дух, е друго прашање со кое што сега не се занимаваме. Евангелие според Јован, 15 глава, 26 стих. Го јадете стихот? Јован 15:26. Ово се многу убави зборови. А кога ќе дојде утешителот, кого што ќе го испитам јас од Отецот, кој е тој? Духот на вистината, кој излегува од Отецот, тој ќе сведочи за мене. Зошто Светиот Дух е наречен Божји Дух во Стариот Завет? Затоа што произлегува од Отецот. Отецот е неговото исходиште, како што се вели поинаку. На кој начин учениците ќе можеле да сведочат за Исуса Христа? Значи, Исус рекол дека тој дух на вистината кој излегува од Отецот, тој ќе сведочи за мене, а потоа вели, а и вие ќе сведочите, бидејќи од почетокот сте со мене. Сега, зошто учениците требало по Христовото вознесение да чекаат во Ерусалим да дојде духот, па да почнат да сведочат? Зошто едноставно не почнале веднаш да сведочат? Сето оно што го виделе, чуле, слушале, сето оно на што биле сведоци за време на Христовиот живот на земјата. Точно. Светиот Дух е тој кој што може да ги подсети на сите тие настани во право време. Но дали само тоа? Дали само затоа што учениците без Духот би имале несредени мисли? Што се е кажено во врска со Светиот Дух? 16 глава, 13 стих. Пред тоа Исус вели, имам уште многу да ви кажувам, но сега не можете да носите. Тоа е секогаш случај. Цела вечност нема да биде доволна да научиме се од оно што Господ има да ни го каже, да ни го открие. А кога ќе дојде тој, Духот на вистината, што ќе направи тој? Ќе ве упати во секоја вистина. Како е ова можно? Исус вели, јас имам многу што да ви кажем, но вие не можете да носите. Е како тоа, кога Духот ќе дојде, тогаш тој ќе ви каже се, ќе ви упати во секоја вистина. Зарем тогаш ќе можат да носат? Да. Затоа што вистината се дава постепено, прогресивно. Не може човек одеднаш, како што не може слеп човек и некој што цело време бил во темница, одеднаш да прогледа најсилно светло, не може човек одеднаш да ја разбере цела вистина. Оне што духовно расте и напредува во познавањето на вистината, тој од искуство знае дека ни целиот живот не е доволен за да ја научи цела вистина. Но ако го има духот на вистината, постепено, тој ќе го воведува во секоја вистина. И сега, интересно е, понатаму што се кажа во вториот дел од стихот, но од себе нема да зборува, туку ќе говори што чуе и ќе ви ја најави иднината. Затоа истиот дух е наречен како поинаку во Новиот Завет. Духот на пророштвото.
Со кој дух биле исполнети пророците од Стариот Завет? Со Светиот Дух. Затоа вели символот на верата во врска со Светиот Дух, кој говорел преку пророците. Духот на пророштво беше наречен и како поинаку сведоштво Исусово во Откровение таму 19.10. Затоа што тој од себе нема да зборува, туку ќе говори што чуе. Од кого ќе чуе? Од кого ќе чуе? Од кого Светиот Дух прима, слуша? Конкретно од Исуса. Тој го носи Христовото сведоштво. Сведоштвото Христово, Исусово, е духот на пророштвото. Зошто учениците требало да го примат Светиот Дух дури после Христовото воскресение и после Христовото вознесение, штом Божиот Дух од секогаш постоел и бил на земјата? Зошто требало да се случи еден посебен настан на примање на Светиот Дух? Зарем пред тоа тие немали никаква врска со Светиот Дух? Сеќавате Лука 24 глава? Исус им дувна на учениците, воскреснатиот Исус, и им рече: примете Дух Свети. Тогаш им го отвори умот да го разберат писмото. На кој начин го разбрале писмото во врска со Христовото воскресение? Затоа што Исус им дувнал Дух Свети. Јован 20 глава исто. Исус им дувна, па потоа им вели: чии гревови ќе ги опростите, ќе му бидат опростени. Чии гревови ќе задржите, ќе им бидат задржани. Тоа е можно само со Светиот Дух. Со масонски дух може да направите катастрофа, како што направи Полсон пред 20 години. Но само со Светиот Дух ќе можете исправно да судите во самата црква. Чии гревови ќе опростите, кого ќе оправдате, а чии гревови ќе задржите, односно кого црквата ќе осуди. И ќе се подсетиме на Јован 7 глава. Се сеќавате на Јован 7 глава, каде што овој апостол ни кажува зошто Духот требало да биде даден во полна мера на учениците дури после Христовото вознесение. Не само воскресение, туку вознесение. Кој беше тој стих? Јован 7 глава. Кој стих? Кој најде стихот? Да. Ја ќе почнем да читаме 37-миот. А во последниот голем ден од празникот, застана Исус и извика со висок глас, велејќи: кој е жеден, нека дојде кај мене да пие. Кој верува во мене, од неговата утроба, како што е речено во писмото, ќе потечат реки од жива вода. А ова го рече за Духот, кого што ќе го примат оние кои веруваат во него, зашто Светиот Дух уште не им беше даден. А зошто? Бидејќи Исус уште не беше прославен. Сега, еднаш зборував на оваа тема, ако се сеќавате, цитирав од книгата Дела на апостолите. Ако проставам прашање, кога Исус бил прославен?
Што ви доаѓа прво на ум? Како? Не слушнав, извини. На Сеници. Сеници знаете кога е? Да не мислиш на друг празник, а кажуваш Сеници. Сеници е на есен. Исус кога било Сеници ги кажал тие зборови, последниот голем дел од празникот. Како? Цветница е прерано, 7 дена пред Воскресението. Сеници предоцна, цветници прерано. Како? Недела. Воскресението. Навистина, Христовото воскресение било големо прославување за него самиот. Меѓутоа, кога беше Светиот Дух испратен? Некој сака музичка точката има. Кога беше Светиот Дух испратен на учениците? Дали знаете, дали се сеќавате зошто тогаш? Затоа што се случи на небото, во небесното светилиште на Педесетница, истиот ден кога Светиот Дух бил испратен? Се сеќавате кога читав од делата на апостолите? Исус тогаш беше крунисан. Исус тогаш беше востоличен. Исус тогаш беше прославен. Цар над царевите. И откако беше востоличен, прославен, зацарен, тогаш и можеше да го испрати Светиот Дух, да ја испрати силата, таа царска сила негова, со која што ќе го освои светот, како што 12 рибари и направиле. Повеќето од нив беа рибари. Со силата на Светиот Дух. Она што цели држави, војски, армии, тајни служби, полиции не успеа и денес обидуваат и не успеваат да го освојат, да го имаат под контрола целиот свет. Тоа може да го направат 12 рибари со Светиот Дух. Се разбира, не тие, туку Господ, Светиот Дух, е тој што го има под контрола целиот свет. Тој што рекол, уште тогаш пред 2000 години ми се даде секаква власт, не само на небото, туку и на земјата. Само со Светиот Дух учениците можеле да сведочат за Исуса Христа, за се што тој е, што тој бил и ќе биде. Само со силата на Светиот Дух може да се сведочи. Зошто? Затоа што Светиот Дух е тој што сведочи. Ние самите не можеме. Ние самите со нашиот ум можеме да западнеме во секаква ерес, во секаква заблуда. И на било каков начин да ја искривиме вистината. Колку често знаеме кога раскажуваме некое искуство, нешто да искривиме, да преувеличаме, да додадеме, да одземеме. Но кога е Светиот Дух во прашање, тоа не се случува. Затоа под влијание на Светиот Дух, кога и ги пишувале Евангелијата отпосле, самите апостоли ги опишале и своите падови, и своите гревови, и своето неверство. Сето тоа се наоѓа на страниците на Евангелијата. Да не беше Светиот Дух, да пишувале од свој памет, како што мислат комуњари, дека од свој памет пишувале апостолите. Дали ќе ги имаше тие работи во Евангелијата? Дали Петар ќе напишеше дека како се откажал од Исуса? Дали апостолите ќе пишуваат како меѓу нив постоеше духот на ривалство, кој да биде прв? Папскиот дух, масонскиот дух. Дали ќе се ги пишуваа сите овие своји слабости? Не. Без Светиот Дух. Интересно е, некој рекол, го прочитав во ние брошурите по повод чествувањето на протестантската реформација. Библијата е книга
која што човекот, кога би сакал, не би можел да ја напише, а кога би можел, не би сакал да ја напише. Кога би сакал, не би можел. Библијата има пророќства кои што човечки ум не може да ги произведе. Например, овие на Захарија пророќствата. Само тие да ги земеме. Сребрениците, магарето и распнувањето, човечки ум тоа не можел да го произведе. Но и кога би можел, кога човекот би бил обдарен со надприродни, божествени, сезнаечки сили, а ништо друго да не се промени, значи кога би имал само Божјата интелигенција, а ништо друго да не се промени, не би сакал да ја напише. Неговото грешно јас, неговата гордост, неговата суета не би дозволиле такво нешто. И кој е единствениот учител кој што може да не води во проучувањето и точното разбирање на Божјата реч? Тоа е Светиот Дух. Нека Господ ве благослови со познание на Светиот Дух и со Негово водство и сила во вашиот живот. Амин.